не сакаат да гласаат луѓето, ќе ги владеат тие што гласале. Значи избор е на тие што не гласаат, да ги владеат тие што гласале. Односно фрактал или делче на тие што гласале. Значи на вистина мала репрезентативност. Ја мислам дека се случи пресврт втор круг. Имаше зголемување, еве на пример Амар имаше дуплирање на гласовите. Тоа покажа една раздвиженост кај тие што се опозициони гласачи во момент кога видоа дека постои некакво решение. Чашата не е прелеана на опозиционото размислување. Моментот е да партиите и тие независни кандидати најдат НЗС да почнат да разговараат. Затоа што тој што е опозиционер, ако ги види овие партии и групи на луѓе у некаква дискусија, тој ќе има дополнителна мотивација да гласа. Ако види дека тоа се распарчува и дели на уште помали делови, ќе се соочат со еден зид. Сите размислуваат дека владачката гарнитура е пресилно организирана за да може да се победи. Таа структура на незадоволни луѓе расне секоја година со нови гласачи. Така што условите се создаваат и ќе зреат, но мора и тие што се условно кажано некакви лидерства да покажат сега правец на размислување, действување, дека они може да создаваат поголеми групации, дека може меѓу себе да разговараат. Ако они меѓу себе не може да разговараат, ако сите големи лидери, ако не може на маса да седнат и да видат како стојат работиве, треба да направат една дискусија за модел. Кај нас нема дискусија, нити за моделот, нити за резултатите, нема анализи, а има богами многу што да се изанализира од овие избори.